Поздрав од студиото на Прва Скопска. Почнуваме со урбаните вести, останете со нас. Прогласена епидемија на мали сипаници на територија на целата држава. Се поголем број деца со задоцнет говор. Причина? Повеќе време пред телефоните отколку надвор. На 22 април завршува пријавувањето за учество на Визер Скопски маратон. Прогласена епидемија на мали сипаници на територија на целата држава, со цел да се спроведат дополнителни мерки за да се спречи ширењето на ова заразно заболување. Бројот на случаи на морбили во светот во првите 3 месеци од оваа година е речиси 4 пати поголем од истиот период лани. Кај нас со мали сипаници досега имало 961 случај. Комисијата за заразни болести донесе заклучок да биде прогласена епидемија на мали сипаници на територија на целата држава. Прогласувањето на епидемијата е со цел да се спроведат дополнителни мерки за да се спречи натамошното ширење, да се намали бројот на нови инфекции и да се спречат тешките форми на ова заболување. Една од мерките е забраната за посета на градинките. Втората мерка која е предложена е да се намали возраста за вакцинирање од 12 месеци на 6 месеци, бидејќи голем дел, речиси 100 деца се на возраст под 1 година. Дополнително, бидејќи има заболени меѓу повозрасните лица, кои по редовниот календар не подлежат на вакцинација, комисијата донесе одлука да се зголеми возраста за вакцинација, така што секое лице постаро од 14 години ќе може слободно да се вакцинира во центрите за јавно здравје, односно на возраст од 14 до 60 години. Како што соопштуваат од Институтот за јавно здравје, другиот сет мерки што е предложен е сите здравствени работници на територија на целата држава да мора да се вакцинираат со 2 дози на МРП вакцина. Се забрануваат посетите на болниците и таа мерка мора да се почитува со цел да се намали можноста за внес на нова инфекција во болнички услови, а негователките во градинките ќе бидат задолжително проверени за нивниот вакцинален статус и ќе треба да бидат уредно вакцинирани. Повеќе од 70 деца со мали сипаници се хоспитализирани, од кои 55 се на клиниката за инфективни болести, а 15 на клиниката за детски болести. Од нив повеќе од 7 се во потешка состојба, но сите се хоспитализирани бидејќи имале компликации од мали сипаници. Ваквиот заклучок бил донесен бидејќи веќе се пријавени 961 случаи со морбили. Во последната недела, повеќе од 60% од пријавените случаи кои се највисоки на неделно ниво биле надвор од Скопје. Веќе 6 центри за јавно здравје имаат прогласено епидемија на мали сипаници со вкупно население кое е повеќе од половина, односно 55% од територијата на државата. Вкупно 20 градови имаат регистрирано случаи на мали сипаници. Светската здравствена организација предупреди дека бројот на случаи на сипаници ширум светот речиси 4 пати се зголемил во текот на првите 3 месеци од 2019 година, во споредба со истиот период минатата година. Оваа организација објави дека повисоки стапки на мали сипаници се забележани во сите региони во светот. Само во 2017 година сипаниците предизвикале приближно 110.000 смртни случаи низ целиот свет. Според податоците од Малмед, од почетокот на годината досега во агенцијата стигнале само 4 пријави на несакани реакции од МРП вакцина, кои според лекарите се вообичаени. Во пријавите било наведено температура, осип на телото, чешање и намалени тромбоцити. Брзото темпо на живот во комбинација со модерната технологија честопати знаат да предизвикаат несакани ефекти врз правилниот развој на децата. Логопедите велат дека се поголем е бројот на деца кои имаат мал фонд на зборови, дури и по 3-та година од животот, што е последица на се поретко читање сликовници, за сметка на цртаните филмови кои не придонесуваат за развој на говорните функции кај децата. Кај децата потребно е да се развијат вредностите и играта. Дефектолозите велат, кога повторно би се вратила играта, детскиот джагор на улиците, другарувањето, играењето игри во групи, со развивање на надпреварувачкиот дух, социализација, одење боси, трчање, сето ова ќе придонесе за поздрав развој на децата. Во денешно време сведоци сме дека децата подоцна ги кажуваат првите зборови, а кога ќе прозборат, тоа е на англиски јазик.
Сето тоа е резултат на модерната технологија, паметните телефони, компјутерите, таблетите, кои им ги заменуваат играчките на децата уште од најмала возраст. Во разговор за Прва Скопска, магистер Ана Петреска од Логопедско-дефектолошки центар Интеракција Плюс вели дека се поголем е бројот на деца кои имаат мал фонд на зборови дури и по третата година од животот, што според неа е последица на се поредкото читање сликовници и раскажување приказни, за сметка на цртаните филмови кои не придонесуваат за развојот на говорните функции кај децата. Влијаат многу фактори, влијаат и некои околински фактори, значи домашната околина, меѓутоа влијаат некогаш и некои органски фактори. Факторите кои што доминантно влијаат, тоа се околинските фактори. Односно сега е ера кога на дете од 2-2,5 години родителите бидејќи дома имаат таблети, имаат компјутери и на децата им даваат. Некогаш сакајќи само да видат што значи таблет, телефон, смартфон, како тоа изгледа, меѓутоа, тука не сакајќи можеби да има некоја игра која што е интересна во колор бои, со стискање, со сето тоа и детето не сакајќи да научи како се пушта, кој е наредно ниво на играта и детето да влезе во тој свет на игри, компјутери, меѓутоа не во светот на она што значи жива комуникација. Значи, сега малку младите родители подзаборавија што беше оној начин раскажување, приказни, разговарање и кога децата ќе ги насочиме на тој свет на технологија, тие можат да дури да заборават да зборуваат на некој начин и затоа ќе видиме дете на 3 години кое што ви одговара кратко, со сиромашен фонд, бидејќи технолошкиот јазик е англискиот јазик, значи игрите сето тоа се на англиски јазик, тие команди за игрите и децата полесно научуваат всушност англиски одошто македонски. Ќе видите како ги знае боите, како ги знае формите, како знае и некои зборови, конверзации отцртани на англиски јазик. Сега имаме со кабловските оператори, Baby TV и сето тоа и гледаме како децата си повторуваат некои реченици, дури го имаат оној брз флуентен говор што се одвива таму кога тече еден цртан и затоа децата така и се однесуваат, односно затоа говорот доцне. Петреска додава дека родителите треба да внимаваат на паметните телефони, да посветуваат повеќе внимание на децата со читање на сликовници и најпрво да им го пласираат мајчиниот јазик, а не англиски или било кој друг странски јазик. Значи, не можеме апсолутно да ги оттргнеме од овој современ свет. Не значи да детето не знае, да воопшто не знае што е таблет, што е игра, што е англиски, меѓутоа да не биде тоа доминантно уште во возраста кога тоа го учи говорот, го гради говорот, затоа што посериозното учење на втори јазик е некаде помеѓу 6-та и 7-та година, а во периодот помеѓу 2-та и 3-та година кога детето треба да прозбори, треба да му се пласира она што треба да го знае на македонски јазик. Значи тоа да биде преку едукативни изданија, преку книги кои што некој од домашните ќе му зборува. Еве види што има на оваа слика, види што се прикажува тука, за да научи да изгради фонд на зборови. И токму ова што децата ги насочуваме кон овие технолошки напредоци придонесе да говорот доцне. Тоа е таа доминантна причина. Исто така, еден од најдобрите и најпрепорачливите методи е посета на детска градинка, каде што има можност за постојана социјална интеракција со врсници. Фондот на зборови кои децата треба да го имаат развиено во периодот од 2-та до 3-та година е најмалку 50, но не сметајќи ги зборовите мама, тато и најблиските членови на семејството. За да се потврди дали детето има проблем во изучувањето на говорот, Петреска вели дека потребно е да се посети дефектолог или логопед, при што ќе се направи контролен преглед и ќе се дадат упатства за понатамошен третман доколку е потребен. Во сабота на 4 мај ќе се одржи Визер Скопскиот маратон, кој го прославува својот 15-ти јубилеј. За самата трка, пријавувањето се затвора на 22 април оваа година, освен доколку пред време се исполни предвидената квота на настанот.
Визер Скопски маратон најави уште едно повисоко ниво на манифестацијата, подготвувајќи се да го одбележи својот 15 годишен јубилеј. Еден од најпопуларните спортски настани во Македонија, кој за прв пат ќе се одржи во сабота на 4 мај, добива уште поголема поддршка од делегацијата на Европската Унија, која ќе биде покровител на штафетниот маратон. Пријавувањето за маратонот завршува на 22 април. Ова е нашиот 15 годишен јубилеј и секоја година се трудиме да внесуваме новости. Сакаме константно да се надградуваме. Оваа година, благодарение на поддршката од делегацијата на Европската Унија, се организираат и бесплатни групни тренинзи кои почнаа на 28 март. Унијата е и покровител на штафетниот маратон ЕУ за спорт, кој оваа година има нови медали. Честиот развој ни дозволува да останеме релевантни во регионот и пошироко, и затоа се пријавуваат толку многу учесници од други држави, истакнуваат од Визер Скопски маратон. Патеката е измерена од представници на Меѓународната атлетска федерација и на Светската асоциација на маратонски трки, со што Скопски маратон го обнови сертификатот за точност на патеката. Визер Скопски маратон и оваа година ќе ги содржи трката на 5 километри, полумаратонот, маратонот и штафетниот маратон. Пријавувањето за учество завршува на 22 април, а стартните пакети ќе може да се подигнат на 2 и 3 мај во просториите на Парк Хотел и СПА. Минатата година околу 10.000 учесници од 51 држава настапија на Скопски маратон. Заекнете го имунитетот на природен начин, за да спречите настинки и примање антибиотици. ДИК утре треба да го предаде изборниот материјал до општинските изборни комисии. Традиционален великденски концерт на ансамблот Танец. Вирусите и инфекциите се опасни за ослабнатиот имунитет. За да бидете здрави и отпорни на вирусите и бактериите, зајакнувајте го својот имунитет и тоа на природен начин. Ориганото и ехинацијата се најдобри билки според браќата билкари Дејан и Кристијан Ачковски за зајакнување на имунитетот. Која е здравата алтернатива на антибиотиците? Што може да направите за да ја спречите појавата на инфекции или да оздравете без потенцијално сериозни нуспојави, кои бараат употреба од антибиотици? Ова се прашањата кои најчесто луѓето си ги поставуваат, особено во период кога настинките и вирусите се многу зачестени, па ја имаме истата грижа. Како да ги одвратиме вирусите и бактериите кои секоја година го напаѓаат нашиот имунолошки систем? И додека некои имаат своји традиционални здравствени навики кои го засилуваат имунолошкиот систем, некои тргнуваат во борба дури откако веќе е доцна. За да го спречите тоа, некои работи може да ги промените уште денеска и да му овозможите на својот организам борба против настинка и грип. Во исхраната вклучете доста овошје и зеленчук заради високиот процент витамини и нивното стимулативно дејство врз имунолошкиот систем. Статистиките покажуваат дека повеќето луѓе не внесуваат доволно од овие намирници. Ако и вие спаѓате во таа група, ќе мора свесно да се потрудите да ја коригирате таа лоша навика. Соодветното ниво на витамин Д е неопходно за здрав имунитет. Најдобар природен извор на овој витамин е изложеноста на сонце или суплемент на витамин Д. Исто така и цинкот придонесува за нормално функционирање на имунолошкиот систем. Земањето на витамин С како додаток во исхраната е добра идеја, но уште подобро е да се јаде разновидно овошје и зеленчук. Многу производи имаат способност на уништување на опасните бактерии. Меѓу нив се и кокосовото млеко, кокосовиот путер, природниот мед, лукот, кромидот и зелката. Производите кои содржат пробиотици, како што е јогуртот со пробиотик, се одлични за зајакнување на имунитетот. Постојат и многу билки кои дејствуваат антимикробно, а најпознати меѓу нив се куркумата, ѓумбирот и чили пиперчињата. Според познатите браќа билкари, Дејан и Кристијан Ачковски, најважно е да се зајакне имунитетот и тоа со природни билки, како ориганото и ехинацијата, и да се направи пролетно чистење на организмот. Во сезона на грип најпрво што треба да се сработи кај еден човек е да се покачи имунитетот. Кога се работи за имунитетот, предност имаат ориганото, ехинацејата, па потоа сите останати билки кои што можат да се употребат. Конкретно можат огромна улога да изиграат и адаптогените билки тука, кај настинка и кај грипови, како златниот корен, ашвагандата, астрагалусот и слично.
Добри се и карлината, мечкиниот лук и шипката. За пролетно чистење прво и основно што би ви препорачале тоа е мечкиниот лук. Не за џабе мечката излегува од кибернација, се разбудува од сон и оди прво што го бара мечкиниот лук. Зошто? За да си го исчисти организмот од токсините кои што се собрале во текот на зимата додека преспивала. Освен тоа, многу е добро пролетното чистење да се направи со глуварчи, салата од растенијата од глуварчето, а постојат уште многу билки кои што можат да се искористат во секое време за детоксификација, а не само на пролет. Тука се користат пак, ние ги користиме лично адаптогените, ашвагандата, астрагалусот, златниот корен, миртата. Тука може да се надополни и агликата и копривата. Копривата е одличен чистач. Штом ќе се разболите, немојте веднаш да посегнувате по антибиотици. Инфекциите се навистина непријатни, но често поминуваат без поголем проблем и без последици. Па заради тоа, прво обидете се со природна терапија која се состои од чаеви, супи, витамин С и многу овошје и зеленчук. Најдоцна до утре Државната изборна комисија треба да го предаде изборниот материјал за претседателските избори и предвремените локални во 3 општини. Материјалот треба да биде предаден најдоцна во рок од 72 часа пред денот за определување на изборите согласно роковникот на комисијата. Државната изборна комисија најдоцна до утре треба да го предаде изборниот материјал за претседателските избори и предвремените локални во 3 општини. Според роковникот на комисијата, материјалот се предава најдоцна во рок од 72 часа пред денот за определување на изборите. Утре на полнок истекува и рокот во кој избирачите кои на денот на гласањето се наоѓаат на издржување мерка куќен притвор можат да се пријават до општинските изборни комисии. Тие, како и болните и изнемоштени лица, внатрешно раселените и лицата кои се наоѓаат во казнено-поправните установи, гласаат на 20 април, ден пред одржувањето на изборите. На 20 април гласаат и избирачите кои на денот на изборите се на привремена работа или престој во странство. Во текот на утрешниот ден во Државната изборна комисија гласаат членовите на избирачките одбори во дипломатско-конзиларните представништва и тоа во период од 7 до 19 часот. Ансамблот за народни игри и песни танец вечерва во Националната опера и балет го одржува традиционалниот великденски концерт, годинава насловен Великденско будење. Концертот содржи богата музичко-сценска програма во која ќе има изведби од поновиот репертоар. Ансамблот за народни игри и песни танец вечерва во Националната опера и балет го одржува традиционалниот великденски концерт, годинава насловен Великденско будење. Концертот содржи богата музичко-сценска програма во која ќе бидат изведени многу фрагменти од кореографии, вокални и оркестарски изведби од нивниот понов репертоар од 2000 година до денес. Ќе учествуваат првенците, солистите и целиот ансамбл на танец кој со овој концерт ја почнува јубилејната 70-та сезона под мотото Остани во чекор. Чуварите на нашето музичко-фолклорно богатство со ова најавуваат храбри чекори кон модерните времиња, но и цврсто тежиште кон традиционалните вредности, соопшти танец. Утре и в четврток ќе биде нестабилно со локален пороен дожд во попладневните часови, засилен ветер, грмежи и услови за појава на град. В петок и за време на викендот ќе преовладува претежно сончево и потопло време. Утринските температури на некои места ќе се спуштат и до -1 степен. Во Скопје утре температурата ќе достигне 18 степени. В четврток ќе се движи од 3 до 18, петок од 7 до 20 и сабота од 1 до 18 степени. Тука е крајот на ова издание на Урбаните вести. Јас ви благодарам на вниманието, а повеќе информации има на нашата веб страна mtm.mk. Пријатно!